денешните вести. Јас сум Рушица, ваша репортерка од вести на канал 7. Најбрзите вести од вас со сите вести што се вести додека се вести. Сега, што имаме овде? Зашто е оваа демонстрација и какви се овие протести? За среќа овој на моите обожаватели таму, јас Рушица, вашата омилена репортерка од канал 7 вести, со сите вести што се вести додека се вести, тука на локација. Ти, како се викаш? Сакате со мене да зборувате? Само факти, што знаеш? Па јас, знаете... Господице, губите вредно време на нашите вести. Им е потребно користење на мојот неверојатно убав глас. Сега, како се викаш и што знаеш? Па јас сум Сара и знам да готвам и имав многу добри оценки. Не. Што знаеш за што се случува овде за протест, демонстрација, што и да е? Овде, се обидуваме да дознаеме што е причината за Великден. Задржете ја таа мисла. Време е за порака на добрите луѓе кои го обожаваат канал 7 и секако мене. Драги пријатели, дали сте будни цела ноќ и страдате од болки во грбот, главоболки, болки во зглобовите и опаѓање на косата? Па јас имам добри вести за вас. Само земете 2 револуционерни таблети, голем доктор, ваши и наши, брзо колку да кажете вести ще се вести додека се вести. Повторно ќе бидете здрави како кајсија. Оваде, сега се враќаме на нашите вести. Извинете. Кој си ти? Јас сум Великденското јајце. Јас сум причината за Великден. Таа е причината за Великден? Леле, тоа е навистина смешка. Таа вели дека таа е причина за Великден. Јас сум Марче, Мравче, и јас сум причина за Великден. Марче, Мравче, мислите зајче? Да, даде Марче зајче, јас сум причина за Великден. Тоа е причината за Великден. Тоа е причината за Великден. Не. Ова е многу погрешно. Што тоа? Не зајчето причината за Великден? А ти од кај знаеш? Ти си само мало дете. Јас знам вистинска причина за Великден. Каде знае, тоа е само дете. Па, да, стварно, наистина, нема шанси. Исус умре, воскресна. Тој е жив. Тоа е причината за Великден. Тој умре, воскресна, жив е и ќе дојде наскоро? Па што чекаме? Ајде да прославиме. Ајде да прославиме! Тома виде како Исус умре на крст, виде како клинците
Дали некогаш сме се прашали од каде доаѓа тоа? Тој како поздрав на црквата. Знаете, има некои фрази во историјата на црквата кои не биле напишани така за да останат кечи или како да кажем, онака да станат као некакви слогани, туку биле дел од еден нормален разговор. И јас мислам дека тоа е случајот со Христос воскресна. Например, ако ви текнува на таа една позната фраза Houston, we have a problem. Ви текнува на тоа го има на сега. Houston, we have a problem. Уствари тоа се случува за време на мисијата на Аполо 13, кога резервоарите со кислород предизвикуваат катастрофа и експлодираат. И првите зборови кои се слушаат после таа катастрофа е Houston, we have a problem. И тоа сега се употребува секогаш кога, не секогаш, ама онака, се употребува како сленг, кога нешто, некој непредвиден проблем се случува и луѓето кажуваат Houston, we have a problem. Јас верувам дека сличен е изворот на фразата Христос воскресна. Во записот за воскресението ние имаме известување дека Марија од Магдала и некои други жени биле првите кои го навестиле Христовото воскресение на апостолите. Немаме запишано како тоа точно го направиле од збор до збор, туку само е прераскажано дека тие тоа го направиле. Но верувам дека денешниот поздрав не бил многу различен од тоа што таа го кажала прво кога ги видела апостолите. Христос воскресна. Дали некој од вас може да се замисли во таа улога на Марија Магдалена? Можете ли да го замислите воодушевувањето и треперот на срцето за настаните кои ги поседочиле тие жени? Може би во првите неколку минути единствените зборови кои таа можела да ги каже биле токму зборовите Христос воскресна. Едноставно шокот е толку голем што таа не може да опише што се случило. Едноставно не може да се прибере и да каже нешто повеќе од тоа, само дека Христос воскреснал. Тоа е фактичката состојба. Подоцна може да кажувала и за ангели, тоа е се предпоставка нормално. Христос воскресна. Знаете, распнувањето и воскресението е кулминација на Христовата мисија. И така тоа е кулминација на Евангелијата. Многу од црквите на Велики петок имаат богослужба и поминуваат ни сите елементи на Евангелието, па така поминуваат и низ Христовите страдења. И ние денес ќе почнеме токму таму. Ќе почнеме од моментот кога Христос беше при крајот на неговиот овоземен живот, пред да биде фатен, пред да биде распнат и пред да воскресне. И затоа ќе читам од Матеј 27 глава, 1 до 26 стих. Ќе видиме таму еден уникатен запис за тоа што се случува. Сакам пред да го прочитам да имате нешто во предвид. Матеј е евреин. Им пишува на евреите. Тоа Евангелие е пишувано за евреите. Публиката која треба да слуша е евреите. Тој го пишува на еден таков начин. Има елементи внатре кои едноставно детали кои на прв поглед ќе ги пропуштиме, но јас верувам дека се многу важни. Ќе читам текстот и подоцна ќе видиме за што се работи. Матеј 27 глава 1 до 26 стих вели вака. А кога се раздени, сите првосвештеници и старешини направиат договор против Исус за да го убијат. И откога го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понтиј Пилат. Тука веќе Исус е уапсен, веќе е однесен кај Кајафа, таму му се веќе суди и кај Ананија и веќе го носат кај Понтиј Пилат. Тогаш Јуда, што го предаде, кога виде дека е тој осуден, се покаја и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: сгрешив, зашто предадов невина крв. А тие му одговорија, слушате што му одговори овие: што ни е грижа нам за тоа? Мисли му е ти. Тој ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа: не чини да се става во црквената каса, бидејќи се платени за крв. Откако се советуваа, ја купија со нив гранчаревата нива, за да го погребуваат во неа, луѓе од други места. Затоа и до денес таа нива се вика крвна нива. Знаете, кога евреин пишува, обично ние во западниот свет сме многу осетливи на хронологијата. Знаете, ние кога пишуваме многу хронолошки да биде како што треба, затоа што тоа е нашата дефиниција за фактички точна приказна. Ако е чита приказна, ќе видите дека Матеј скока
од моментот кога Исус е фатен кај Пилат, па скока кај првосвештениците кога Јуда отишол, па скока уште подалеку кога се обесил и после пак се враќа на првата сцена. Мате цело време шета хронолошки и тоа за него не е big deal, не е голема работа, затоа што тој пишува фактички приказна која за него има смисла по тој редослед. Значи, откако Јуда се обеси, тие ги зема сребрениците, ја купија гранчаревата нива, затоа и до ден денес, како што вели Матеј, до ден денес, како што вели Матеј, кога е тоа? Тој кога опишува Евангелието. Тоа од прилика 30 години после тие настани. Таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија и ги зедоа 30 сребреници цената на непроценливиот кој го оценија синовите Израелеви и ги дадоа за гранчаревата нива, како што им кажа Господ. Исус застана пред управникот, сега се враќа повторно на првата сцена. И тој ги праша велики: "Ти ли си царот јудејски?" Исус му одговори: "Ти велиш." И кога го обвинува првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Тогаш Пилат му рече: "Не слушаш ли колку сведочат против тебе?" И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. А на секој празник Пасха, управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник, кој што би го побарале. Тогаш тие имаа еден прочуен затвореник по име Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: "Кого сакате да ви го пуштам, Варава ли или Исус наречен Христос?" Зашто знаеше дека го беа предале од завист. Во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: "Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав на сон заради него." Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исус да го погуби. Тогаш управникот ги праша: "Кого од двајцата сакате да ви го пуштам?" Тие одговорија: "Варава." Пилат им рече: "А што да правам со Исус наречен Христос?" Му одговорија сите: "Да биде распнат." Управникот рече: "Па какво зло направил?" Но тие уште посилно вика и рекоа: "Да биде распнат." Пилат, што виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: "Невин сум за крвта на овој праведник. Мислете му ја вие." И одговарајќи целиот народ рече: "Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца." Тогаш им го пушти Варава, а Исус, откако го камшикува, го предаде да биде распнат. Амин. Амин. Случувањата помеѓу Јуда и израелските водачи е на некој начин паралелна приказна од тоа што се случува помеѓу еврејските водачи и римскиот представник. Приказната е слична. Приказната за мене го опишува духовното самоубиство на еден народ. Духовно самоубиство. На ист начин на кој Јуда доби одговор од израелските водачи за предавање на Исус како невин, и кога им ги врати парите на кои тие му одговорија дека тие немаат ништо со таа работа, тоа е негов проблем, на сличен начин Пилат им одговори на водачите кога сакаа да го распнат Исус. Тој им каже: "Јас немам ништо со ова." И си ја изми вината, а водачите таа вина ја префрлија врз себе. И како беше крајот? Крајот, верувам, дека и во двата случаи беше самоубиство. Во првиот случај беше самоубиство на Јуда преку бесење, во другиот случај беше самоубиство, духовно самоубиство на еден народ. Клучната фраза во целиот овој текст е: "Мислете му ја вие", она што Пилат им го кажува на евреите, или она што еврејските водачи му го кажуваат на Јуда: "Мисли му ја ти." Прилика таа е фразата. Ти му ја мислиш, што имаме ние со тоа? Баш ние гајле. Кој беше доказот дека еврејските водачи во овој даден момент беа духовно мртви? Едноставно не можеа да го препознаат ни денот на Христовото доаѓање, не можеа да ја препознаат Божјата посета, не можеа ништо да препознаат. Беа духовно мртви затоа што законот кој го живееа, законот кој тие го протолкуваа на еден таков начин, не се грижеше за човекот, туку се грижеше само за законот. Видете, Јуда се обеси
И главното прашање кое тие го има не е зошто се обеси човекот, туку што да правиме сега со тие пари што останаа од него. Не е фино да ги ставиме во црквената каса, знаете, тие пари се за крв. Да купиме една нива, да ја направиме гробишта и идемо дале. Таков е закон. Тоа е духовното мртвило. Наместо да се грижат за врвот на Божјото создание, за човекот, тие се грижат за системот. Затоа што системот станал нивни Бог. Ако пристапуваш со некој закон во односот со Бог, обично луѓето завршуваат на слично место. Духовно самоубиство. Затоа што се ставаш во еден круг на вртење. Што треба јас да направам за да бидам добар? Што треба јас да направам за да се спасам? Што треба јас и така натаму и така натаму. На кој начин тој систем станува самоодржлив и не трпи интервенција од Бог. Нешто кое Бог сака да го прави често пати. Овој текст пишува, како што кажа, за едно духовно самоубиство во една несрекна, многу несрекна ситуација. Божиот син дојде на земјата и никој не го препозна неговото доаѓање, освен оние малкуте, освен одредени луѓе одредена група на луѓе за која сега ќе зборувам. Тој моментот пред Исус да биде распнат. Гледате, сите си ги измија рацете од неговата смрт. И знаете што? Никој не е крив. Тоа ме потсетува на еден многу интересен правен систем, може би во државата во која ние живееме. Тука, зашто и да се случи, никој никогаш не е крив. Едноставно грешка. Се случила системска грешка. Има едни видеа, ако ги гледате, јас тоа си го пуштам, понекогаш кога ќе ме фати сезони, имам таква, си пуштам XU видеа да ги слушам или аудио да ги слушам. Има едно видео кое се вика FT1P. Така, пишете го на YouTube, ќе го видите вакво видеото. Се работи, за анекдота секако, човек оди на некоја институција да приложи документи и ова на шаторот човек вика, системот е паднат, викам, како системот е паднат, вика работи. Мојот метаболизам, системот на мојот метаболизам е паднат, значи мора да јадам, значи дојди после ручекот и така. И кога ќе дојде, вика, фали ти до образец FT1 повика, добро, кој е образец? Вика, тоа е, фали ти еден папир. Значи, со колку документи да дојдеш, нешто ти фали. Таков е системот во кој функционира, нема никој крив. Тоа е тоа. Од прилика Исус се наоѓа во еден таков систем. Ниту Јуда е крив, тоест Јуда се осети крив и му беше жал, ама не му беше жал за Исус, му беше жал за себе. Еврејските водачи не се криви затоа што ние гале, не го предадовме ние, ки го преда Исус. Си ги мијат рацете. Го носат кај Пилат, кој уствари има некаква власт. Пилат си ги мие рацете. И на крај Исус е раснат и никој не е крив. Духовно самоубиство. Тој е дух кој е самоубиен. Исус е раснат и поминува низ таа агонија. И малкумина препозна кој е тој. Но доаѓаме до текстот кој е великденски текст. Текст кој всушност зборува за што се случи тој ден на Великден. И ќе читам Јован 20 глава 1 до 16 стих. Вели вака: Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик кога Исус го љубеше и им рече: Го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побргу од Петар. И прв дојде до гробот. А кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои. А крпата што му беше на главата негова не стоеше кај повојот, туку одделно, свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик кој прв дојде до гробот и виде и поверува, зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија дома. А Марија, слушнете што правеше Марија.
А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. И плачејќи се наведна над гробот. И виде два ангела во бели облеки како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежало телото на Исусово. Тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им одговори: го кренале Господ мој и не знам каде го положиле. Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исус како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Таа, мислејќи дека е градинарот, му рече: Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврти и му рече: Равуни, што значи учителе. Што може да научиме од овој текст? Како и обично, Евангелието според Јован е преполно Евангелие со детали. Ќе издвоам неколку работи кои сметам дека се многу важни. Апостол Јован не може да си помогне, а преку своето пишување да не ја одекнува приказната од битие, а тоа е приказната на создавањето. Во неговото пишување има ехо од таа древна приказна за создавањето. Знаете како Јован го почнал своето Евангелие? Со зборовите во почетокот. Отворете Библијата и ќе видите на почетокот. Библијата почна со зборовите во почетокот. Јован пишува за едно ново создавање. Кога Јован го пишува своето Евангелие тука, сега овде и во овој случај, тој сака да каже дека има еден прв ден од една нова недела што се случува, во која се случува нешто ново. Нешто необјаснливо. Нешто ново се случува во тој прв ден од таа нова недела. Во тој дава еден вовед за тој прв ден, за тоа ново создание кое тој го гледа и сведочи пред него дека се случува. Нешто ново се случува. Ако учитате Јован, ако дојдете до таа глава, имајте го тоа на ум, дека Јован се обидува да објасни нешто што не може ни тој да го разбере. Нешто ново се случува. Втората работа која можеме да видиме во овој дел е храброста на Марија. Јас сум воодушевен од Марија Магдалена. Марија од Магдала. Додека храбрите мажи се крија позади затворени врати, Марија Магдалена беше на гробот. Рано наутро, уште додека беше темно. Да застанеме тука. Темно, кога ќе кажам, не мислам Скопје темно, со улично осветлување. Кога да излезеш, има некоја светлина, ќе се снајдеш некако. Зборам за темно, без улично осветлување, без било каква светлина, освен звездите. Зборам од моје искуство, Африка темно, у џунглата. Нема ништо. Ништо не се гледа. Прст пред око не можеш да видиш. За такво темно зборам. И не само тоа. Темница, гробница, и тоа гробница не на некој непознат човек, туку според тогашните власти, гробница на бунтовник. Исус според властите во тоа време беше бунтовник кој мора да умре, затоа што го ремети општеството. И затоа беше убиен. И не само тоа, тој е гробница на бунтовник пред која стоја вооружени војници и чуваа стража. Знаете ли зошто? Тие беа спремни да убијат било кој ќе дојде, затоа што затоа стоја таму. Затоа што првосвештениците кажаа: абе, овој Исус додека беше жив кажуваше дека ќе воскресне на третиот ден. Многу добре ја разбера Исусовата порака. За да не се случи тоа, да ставиме војници, пошто ако дојдат неговите ученици, го земат неговото тело, после кој ќе се оправи после? Толку ќе биде. Мислам, готово. Ставија војници таму и Марија Магдалена, уште додека е темно, оди на тој гроб кој е вооружен со војници, кои се спремни да убијат било кој ќе дојде во тој момент. Знаете, во темница тие немаат пукање за предупредување. Тоа сега во модерно време е тоа. Знаете, предупредувачки куршум, пукам во воздух, застани. Мислам, тоа у прв век може да го сањаш. Меч, стрела, нешто лета према тебе и крај не ти се гледа. Толку е. И знаете што? Нема да одговараат за тоа. Марија Магдалена оди на еден таков гроб, без било каква задршка. Таа беше таму наутро. Втората работа што можеме да видиме е дека
колку Исус изначеше на Марија Магдалена. Каков однос имаше таа со Исус. Колку беше блиска таа со Исус. Третата работа која може да видиме од овој текст е колку Јован бил брз. Јован е многу брз. Пошто Јован го запишува тоа 2 пати. Не знам дали тоа сака се пофали или не. Само тој пишува дека кога почна да трча Тони Петар, он бил побрз. Стигнал, ја балансира приказната со тоа што кажува, иако тој бил брз, па Петар бил похрабар. Кога дошол Петар, тој влегол внатре во гробот, а после влегол и Јован. Тоа е третата работа. Четвртата работа, и сметам дека е многу важна работа, теолошка работа за нас, е дека Јован е воведол во еден важен и неопходен принцип на верата. А тоа е принципот на тоа дека верувањето му предходи на разбирањето. Верувањето му предходи на разбирањето. Верували или не, суштината на односот помеѓу нас и Бог е приложена во тоа искуство што Јован го има овде пред гробот. Тогаш влезе, 8 стих вели вака. Тогаш влезе и другиот ученик, мисли на себе си Јован, кој прв дојде до гробот, се повторно се фали, нели? И виде и поверува. Зошто уште него, се тука пишува, него знаја, во оригиналот пишува, него разбра писмото, дека тој треба да воскресне од мртвите. Верувањето предходи на разбирањето. Јас не верувам затоа што разбирам се. Кој верува затоа што се ќе разбере? Тоа зашто ако си разбра се тоа што ќе ти е верата? Во што веруваш? Тоа што си го разбрал. Јас не верувам затоа што разбирам, но верувам за да можам да разберам. Без вера, како што вели апостол Павле, невозможно е да му се угоди на Бога. Во овие неколку збора се состои она што мораме да го разбереме. Не е напишано во некој теолошки логичен систем, но очигледно е од неговото искуство, сведочејќи на тргнатиот камен и на празниот гроб. Тој поверува за подоцна да разбере што писмото пишуваше за Исус. И така тој го напиша своето евангелие, своето сведоштво за Исус, за ние да поверуваме и да разбереме дека Исус е Божи син и секој што ќе поверува во него да добие вечен живот. Тоа Јован го разбра. Први го поверува, но подоцна го разбра. И се враќам повторно на херојот на оваа приказна. Апостол Јован се задржува многу на таа личност, а тоа е Марија Магдалена, Марија од Магдала. Од тоа што може да видиме дека кога апостолите Јован и Петар се вратиле, повторно се затвориле, Марија останала таму, плачела и во продолжеток на приказната разговарала со 2 ангела. Не знам дали сте читали во Библијата како луѓето обично реагираат кога ќе се појави ангел. Не знам дали сте читале што се случува во луѓето кои ќе видат ангел во писмото. Кога слушаме или читаме за сведоштва за ангел, разбираме дека искуството е далеко од нашите замисли, некое чувство на мир, чувство на не знам што, на благосостојба. Средбата со ангел не е таква. Во Библијата, обично кога некој среќава ангел, ангелот обично ги кажа овие зборови: не плашете се. Зошто? Затоа што го гледат изразот на човекот, каков е? Човекот е преплашен од едно небесно битие. Или го предупредува, тоа е полошта варијанта сега, или го предупредува оној кој стои, ангелот го предупредува на оној кој стои пред него да не се поклонува на него затоа што и тоа е создание. Од прилика, кога човекот ќе сретне едно небесно битие, или е ужас и страв реакцијата, или е поклонување пред тоа небесно битие од ужас и страв. Таква е средбата со ангел. А видете ја овде Марија. Нема ни ужас, ни страв, има еден обичен разговор, како со било кој друг. Каде е мојот спасител? Ако знаете кај, кажете ми. И најпосебната
работа на тоа што сведочи каменот, зашто каменот е сведок во овој момент, аспектот во кој можеме да ги видиме нештата кои имаат континуитет овде на земјата. А тоа е една работа која според мене е најважната работа. А тоа е односот кој го имаме јас и ти со Исус. Во ова 20 глава можам да видам една работа. И 21 глава. Можеме да видиме дека нештото кој има најмногу континуитет е односот кој тие го имаат со Исус. Знаете, имаше многу работи кои Исус ги имаше со него во гробот. Исус беше повоен во неговите повои. Исус имаше многу миро кој беше нафрлено врз него. Кога се тргне каменот, ниту повоите, ниту мирото продолжија понатаму. Продолжи нешто друго. Продолжи односот кој Марија го имаше со Исус и тоа можеме да го видиме во оваа приказна. Во завршетокот на оваа епизода со неа, таа се враќа на гробот, таа плаче на гробот, таа плаче за својот Господар, за својот пријател. И таа мисли дека во овој момент кога зборува со Исус, не го препозна, таа мисли дека разговара со градинарот. Да ги го покаже телото каде е на Исус, затоа што таа сака да го закопа. После краткиот разговор, Исус и рече во 16 стих: Марија. Веројатно Исус го изговара нејзиното име на начинот на кој само тој го изговорил нејзиното име. Кога познавате некој, не е потребно долг разговор за да знаете дека тој и тој некој со кој вие разговарате. Кога се јавите на телефон, кога познавате личноста од другата страна, еден збор да каже таа личност од другата страна, на вас не ви е потребно повеќе ја познавате личноста која е. Многу едноставно. Слична ситуацијата е тука. Марија има однос со Исус кој продолжува и понатаму. Кога Исус и кажува Марија, нејзиното име резонира длабоко во нејзината душа и таа го препознава односот кој таа го имаше со Исус. Таа го препознава гласот, таа го препозна изговарањето на Исус, таа можеби го промашила неговиот изглед, но таа го препознала односот кој бил изграден преку тоа едно име кое Исус го изговара, Марија, на која таа се врти и му вика Равуни, што значи учителе. Сега да ја прашам, што мислите што представува Великден? Каков континуитет носи Великден? Празниот камен, гробот, покажува дека единствениот суштински континуитет кој го имаме ние сега од оваа создание во новото создание е односот кој јас и ти го градиме со Бог. Не беше ни повоите, не беа ни даровите, ништо немаше никаков континуитет, освен односот кој го имаше Исус со неговите пријатели, со неговите ученици и се оние кои го следат. Тој беше главниот континуитет кој можеме да го видиме во продолжение на приказната до неговото вознесение. И тоа беше најважната работа. Прашање за нас е, во што инвестираме ние кога го прашали Исус? Дали инвестираме во некакво педигре, некаква историја на одење во црква? И тоа е важно. Јас не сум испуштил недела. Систем. Или инвестирам, и не ме разбирате погрешно, недела сабајле е многу важен момент. Многу важен момент да се биде дел од локална црква, да се дојде да се биде дел од тоа корпоративно славење на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е многу важна работа. Недела сабајле е моментот кога ние го проповедаме Божиот збор, преку која проповед расте верата. Верата расте или се раѓа преку слушање на Божиот збор. Дали е лично или корпоративно. Проповедникот е тој кој треба да го образложи, обработи Божиот збор, за да го произнесе, за да го разбереме и нашата вера да расте. Недела е многу важно. Но, дали односот со Бог кој го градиме само на тоа да не промашиме ни една недела? Или малите групи? Или што и да е?
Затоа што суштината на сите тие нешта е да го растат нашиот однос со Бог, бидејќи тоа е единственото нешто кое продолжува понатака. И јас не знам на кој начин ќе изгледа односот, тоест ќе изгледа системот во новото небо и во новата земја. Дали ќе имаме недела сабајле богослужби, јас поима неам, искрено ви кажам. Врска неам. Дали ќе имаме мали групи, поима неам. Дали ќе имаме славење онака како што имаме сега, веројатно ќе има, таму не може да нема. Дали ќе има хорови, не знам, поима нема. Важната работа е дека сето тоа треба да служи на една единствена работа, е тоа да го градиме нашиот однос со Бог. И сите тие работи се многу важни. Дали инвестираме во суштината, дали ќе го препознаеме гласот на Исус кога тој ќе го изговори нашето име. Тоа е многу важно прашање. Дали ќе препознаеме дека тој нас не повикува. Тоа ќе зависи само ако ние постојано го слушаме неговиот глас, уште кога сме овде и сега на земјата. Сега го градиме тој однос кој нема да има крај. Кој е однос на слобода, однос на љубов, однос на следбеништво, да го следиме, како што беше и Марија, која единствено го следеше Исус, што се вика дури до смрт. Сите ученици се разбегаа, но таа одеше до гробот. Го ризикуваше што се вика и својот живот. Дали го следиме Исус до самата смрт? Дали го препознаваме неговиот глас? Во што инвестираме? И сега ме оваа проповед да ја завршиме со сведоштво. Јас сега ќе ја повикам Ребека да ми зборува за тоа како таа го искусила тој однос со Бог до сега. Фала, Жика. Превазем. Фала, Жика, на прекрасна проповед. И да, Жика ме замоли да споделам мојата животна приказна во 50 минути, што си рекам дека е невозможно. И така размислував за кој концепт да го споделам со вас, нешто во кое што во овој период растам. И ми текна на моето крштевање. Може, имам и слики. Кога имав 6 или 7 години, мама, не знам, 7, така нешто. Кога кажав да на Бог прв пат во мојот живот. И многу размислував како е тоа се поврзано со воскресението на Исус, со Великден, со каменот, со мојот личен однос со Бог. И некојаш така со Живко се сретнуваме и си разговараме и ми кажа нешто многу, што многу ми, не знам, ми одзвонуваше и се што ми одзвонува ушите. Знаете, некојаш поезија која читате, која некој ќе опише некакво чувство што сами не можете да си го опишете и некој ќе го каже ќе ви стекава, да, тоа е тоа што го мислев, ама не знаев да го кажам. И да, уште една слика. И така Живко ми кажа еден многу интересен концепт, кој што беше дека се што сум, сите дарови, мојот карактер, сите таленти треба да бидат откупени во текот на животот. И тоа за мене беше сарно откровение. И така, оваа моја животна приказна до сега си ја нареков денешниот говор, мојот пат на откупување. Од кога се крстив, јас бев многу свесна за што правам, но од кога се крстив, решив дека сакам да идам многу посечна на Исус. Ама начинот на кој што тоа го правев, мислам дека не беше баш правилен. А тоа беше со своји сили пробував да станам некој што не е Ребека, некој што е сличен на Исус, ама не таква како што Исус ме создала, туку не знам, пробував едноставно со своји сили да бидам добра, да бидам совршена, да не знам, да не чувствувам многу, да бидам баш како Исус, и тоа не ми успеа баш многу. И што можам да кажам е дека тоа што го имам сватено во моите 27 години живот е дека единствениот начин да станам слична на Исус е да учествувам во неговото страдање, односно да учествувам во неговата смрт и неговото воскресение, што е всушност откупување. И тоа што го сватив е дека Исус мене ме повикува, верувам и дека сите, да дојдеме кај Него баш такви какви што сме, баш такви какви што не создал, со сиот наш карактер, со сите наши таленти, со сите наши недостатоци,
И тој е Бог кој што толку многу не сака и тоа го зема и баш како крштевањето не потопува во вода, не сите тие работи ги откупува. Значи не ги уништува и не создава нова, туку буквално работи со тоа што го има, бидејќи тој е грнчар. И со таа глина што ја има, така работи. И мојата животна приказна до ден денес е всушност начинот на кој што јас го спознавам Исус е во тоа што учествувам во неговото страдање и во неговото воскресение и победа, во мојата најранлива состојба, во мојата најгадна состојба, со се што сум, така живеам во моментов со Исус и тоа ми дава вистинска слобода, тоа ми дава начин вистински да учествувам во страдањето и да сватам што тоа значи. И затоа крштението е толку символично нешто што се случува еднаш во животот, ама кај мене се случува секој ден. Кај што секој утро јас се чувствам како да излегувам од вода и повторно Исус да ме откупува секој еден аспект од мојот живот, да кажува да те прифаќам како што си, но и тие добри нешта што ги имаш и тие најгадни нешта за кои што може ни сама да не си свесна, јас ги откупувам. И сакам да прочитам еден стих, неколку стихови во 2 Коринтијаните 4 глава, кај што вели: Зашто Бог кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши за да биде познанието на славата Божја во лицето на Исус Христос светло. Но таа ризница ја носиме со глинени садови, та преизобилната сила да биде од Бога, а не од нас. Од сега да сме угнетувани, но не сме потиштени. Во недоумица сме, не губиме надеж, не гонат, но не сме напуштени. Не кутнуваат, но ние не пропаѓаме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господ Исус, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. И мојата животна приказна е дека без страдањето и без смртта не постои воскресение. Без Божјата смрт не постои победата, односно воскресението. И ова е најдобрата одлука што сум ја направила во мојот живот. Иако е многу тешка, ама ми дава надеж да го знам тоа дека иако можам да учествувам во страдањето и смртта на Исус, можам да учествувам и во воскресението и во победата на Исус. И ве повикувам и сите да размислувате на таков начин или да размислувате за ова, бидејќи тоа е она што Бог мене ми го откри за да можам на многу подлабок начин да живеам со Бог и да чекорам заедно со Него. Фала ви. Фала, Ребека. Јас само ќе го прочитам објаснувањето и ќе биде во контекст на тоа што Ребека го зборуваше, кога апостол Павел објаснува на коринтијаните за воскресението. Во 1 Коринтијаните 15 глава 12 стих понатаму вели вака: А ако се проповеда дека Христос воскресна од мртвите, како тогаш некои меѓу вас велат дека немало воскресение на мртвите? А што нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. А ако пак Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Би се покажале како лажни сведоци Божји, бидејќи сведочавме против Бога дека го воскреснал Христос, кого што не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, и Христос не воскреснал. А ако пак Христос не воскреснал, напразна е верата ваша, вие се уште сте во своите греови. Тогаш и ние, што умрели за Христос, пропаднаме. И ако само во овој живот се надеваме на Христос, тогаш сме ние најбедни од сите луѓе. Но ете, Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за упокоените. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адам сите умираат, така и во Христос сите ќе бидат оживеани, но секој по свој ред. Христос е првиот плод, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови, а потоа ќе биде крајот, кога ќе му го предаде на Бога и Отецот царството, односно кога ќе уништи секое началство, секоја власт
и сила, бидејќи тој треба да царува додека не ги стави под нозите своји сите непријатели. А последниот непријател ќе биде уништена смртта, зашто сите ги покори под нозете негови. А кога се вели се му е нему покорено, очевидно е дека се изоставува оној кој му почини се. Кога пак ќе му биде починето се, тогаш и самиот син ќе му се почини на оној кој му почини се, за да биде Бог се во се. Инаку, што ќе направат оние кои се крштеваат за мртвите? Ако мртвите не воскреснуваат, зошто тие тогаш се крштеваат за нив? Зошто пак и ние секој час се подложуваме на опасност? Секој ден умирам, браќа. Се колнам во пофалбата ваша, која ја имам во Христос Исус нашиот Господ. Амен. Амин. Како ќе воскреснат мртвите? Преку смртта. Имаше една песна од Дейвид Краудер Бенд, тој целиот албум почнува со тоа, вика на англиски: Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Секој сака во небото, но никој не ќе да умре. Нема друг пат. Затоа што целата символика на писмото е дека воскресението доаѓа како резултат на зрното кое било посеано на плодна почва. А тоа се случува само тогаш кога зрното умира и дава плод повеќекратно од себе. Амин. Амин. Дали сме спремни да го следиме Господ Исус Христос по патот по кој тој одеше? Бидејќи тој е патот, тој е вистината и тој е животот. Амин. Амин. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме затоа што ти, Господи, не ни солеше само паметот далеко, туку дојде го живееше животот и ги помине сите тие етапи во кои ти не повикуваш да следиме, Господи. Татко мој небесен, воскресението и Великден е доказ дека доколку те следиме, Господи Боже мој, доколку те следиме Тебе, ти го знаеш патот до Отецот, онака како што зборуваше пред да те убијат. И се Христе, ти благодарам за тоа што не си не оставил сами, ти го прати Твојот Свет Дух да биде со нас, да не води по тој пат. И тогаш кога ни е тешко или сме во незнаење, Господи, ти ни зборуваш, не подсетуваш, не охрабруваш и не оснажуваш. И се Христе, биди прославен, биди благословен, Господи, и како што пеевме, целата слава ти припаѓа на Тебе, Господи, затоа што си достоен за целата слава. Прославен биди, Господи, од нашите усти, со нашето поведение, со нашите зборови, со се што сме, биди прославен. Амен. Амин.
Yeah.